Како да добиеш свое прво работно искуство без врски? Повеќето огласи бараат работно искуство, но како да се очекува од млада личност да го има? Еве неколку конкретни опции. Под 1. Стажирање пракса. Тоа е најчестиот прв чекор во кариерата. Работиш 3 до 12 месеци со ментор, ја учиш работата и стекнуваш искуство што работодавците го бараат. Карактеристики: платено или неплатено, често задолжително за професии како право, медицина, образование, полно работно време или скратено. Може да биде ремоут, хибридно или пак он-сайт. Каде да стажираш? Во јавни институции, општини, училишта, судови, болници. Во приватни фирми, IT, банки, маркетинг, правни канцеларии, стартапи. Меѓународни организации како Европската унија, Обединетите нации, ОПСЕ и кај нас и надвор. И во невладини организации. Како да најдеш пракса? Портали за работа, Стар стади и младински платформи, центри за кариера на факултетите, заводи за вработување, мрежно поврзување, професори, LinkedIn настани. Вистинска приказна. Ела, 18 години, завршила средно образование електротехничко училиште. Без пари за факултет, сака каква било пракса во IT секторот. Прво испраќа мејлови до фирмите, но без одговор. Потоа лично оди во фирми. На неколку адреси била одбиена, но еден IT менеджер бил импресиониран од незината упорност. Се понудила да работи бесплатно и да учи. Добила ментор, брзо напредувала и по неколку месеци добила платена јуниорска позиција. Следната година фирмата и плаќа и студии со работа со скратено работно време. Денес се бара на IT специјалист, без врски поради сопствена иницијатива и проактивност. Волонтирање и работа во невладиниот сектор. Волонтирањето или ангажманот во младински студентски организации развива меки вештини и мрежа на контакти. Истражувањата покажуваат дека активните членови на организациите имаат дури 25% подобро развиени вештини за тимска работа, комуникација и лидерство. Ќе добиеш потврда за ангажман, волонтерска книжка и често препорака за прва работа. На Start.study имаш и директориум на организации во кој можеш да се вклучиш, како и посебно видео за активизмот. Под 3. Фрилансинг, прва онлайн работа. Работиш за странски клиенти од дома. Работи виртуелен асистент, дизајнер, програмер, менеджер за социјални медиуми, дури и дропшипинг, платформи, Upwork, Freelancer, Fiverr. Одличен начин да стекнеш искуство, да заработиш и да го потполниш CV-то. Сезонски работи. Летото може да биде за одмор и за капење, но и за првите вистински и кратки работи. Без разлика дали тоа е берење овошје на фармини за Европската унија, туризам, келнер, спортски аниматор на базен, собарка, готвач, фотограф. Крузери, 6 месеци работа и патување. Или ако студираш лиценцираната програма Work and Travel, го поминуваш летото работејќи студентски програми во САД. Информации барај на порталите за работа и агенциите за посредување. Првото работно искуство не доаѓа само. Пракси, волонтирање, фрилансинг, сезонски работи, сите ти отвараат врати кон постојана работа. Вложи труд, покажи иницијатива и врски нема да ти требаат. Може би уште некоја стар видео епизода. Следи на